Денес овде да слушнам и да научам многу значајна недела според нашите проценки за Македонија. Благодарам на поканата на граѓанските организации, но не може пусто срце да не искоментира нешто освен тоа што го слушаме овде. Колку е убаво овде и сега, ова е слабо. Значи и разноликоста носи многу новини, некогаш дури не сме свесни од колку драгоцено значање. Ти кажам неколку примери, барем мој лични. Бев кај Богатинова, бев кај Латас. Знаете дека нивните колеги пуштаат порака додека траеше интервјуто. Некои луѓе имат подредено ниво на својата слобода. Некои луѓе веќе се важили на кој што им симнувам капа, на кој што и учат. Значи, да не веднаш ги заостуваме перцепциите на луѓето и начините на нивните перформанси, борејќи се за тоа што денеска сите го создават. Драгоцено е тоа што го создават граѓанските организации. Таа беше причината зашто СДСМ и политичките партии ги повлековме граѓаните за Македонија. Сите имаме свој удели во општеството и своја одговорност. Не сте свесни колку сте постигнали. Да, може и ние сме постигнали, но граѓаните постигнали. Целиот овој период имаме огромни придобивки, кои што ги спомнувам заради тоа што треба да ни бидат мотивација, дека треба трпеливо, секоја различност да ја оставиме да плута едноставно и да си го даде својот ефект, за да секако на крајот имаме комплетно поклопување на коцките од самиот мозаик. Што сме создавали? Значи, верувајте и во медиумскиот простор, и во медиумите, дури и верувам и овие 100 евра разлика за некои новинари што отишле таму, треба и они да добијат шанса да го видат моментот дали ќе биде комплетна контрола или ќе има контрола, па може и пак ќе се обрши. Може. Оставете ја разноликоста во пределбата на луѓето, за да може на крајот сите тие разноликости да бидат придобивка за државата. Има успеси. Има специјално обвинителство во Македонија. Тоа не е заед го барал, ние баравме разрешување на Зврњевски и на Јован Милиевски. Но целата артикулација на разноликости помогна да има специјално јавно обвинителство. И тоа е првата независна институција што ја создадовме, која што испраќа неколку кратни пораки дека има шанса да се враќа правдата во државата. Уште една минута. Втората независна институција е Државната изборна комисија. До сега се одважува. Нема да не притисува сите своји одлуки, но се одважува. И таа испраќа многу значајна порака. Дека може со многу трпение и работа и посветено за целиот овој период да имаме барем приближно фер демократски и регуларни избори. Или дај Боже да имаме регуларни фер и демократски избори. Меѓу другото ќе кажам, јас додека дишам како шеф на опозицијата, нема да дозволам уште еднаш нерегуларни избори. Ма што сака нека. Посебно кога гледам вакви дебати, која освен напорот партијата по умереро, тоа работа. Третата независна институција мора да биде АВМУ. Мора да биде. И ќе се создава, да, вака или онака, ќе се создава, бегање од тоа нема. МРТВ исто така. Е дел од тој пакет. Четвртата ќе е правосудство. Мора да. Тргна работа. Не се бендисува тоа што може би нема притвор. Впрочем, и успат пак да прашам. На 5 мај студенти притвараха. Ги брка по библиотеките, за да ги затворат студентите по градација по кривичниот закони, злосторничко здружување, заради уништување на едно од највозвишените права, слободно изразено, волја на граѓаните, е највисоко градирана. И тие луѓе кои што се осомничени за тоа, не се во притвор. Какви се аршините на судот што одлучува? Да ги пуштат веднаш сите притворени луѓе. Мора да ги пуштат сите, заради тоа што сите се со пониска градација од злосторничко здружување. Треба да ги пуштат сите што се во притворени градација. И таа порака е порака на одрабување. И ќе дојде време, ќе се одважат судите. Може не на прва, може не на втора, не на трета работи, тоа расте како класици. Треба да бидеме свесни дека тоа се случува во Македонија. И велам, денеска сум овде да слушам, заради тоа што ниту знам дали Ханге не вика таму,
Дали тук ме гледа се, но знам кај иде, викам. Кои се ставови? И не само на мојата партија, не само на коалицијата. Која што е тоа? Сега слушнав. Многу убави работи. Денеска, кои што ќе бидат од помош. Се надевам дека ваквите дебати ќе ги има се почесто во Македонија. Како што каже професор најчесто, сме се повеќе. Јас денеска сум политичар. Сакам, можеби, гори во мене некој пат да брани денески активист, но мојата определба ми определба во тој дел, но користам и оваа можност на покани да бидам присутен овде, заради тоа што мора да се стави на граѓанска општество. Меѓу другото, има да ја рушите власта, оти тоа ви е задача, ако треба преку тоа да срушите прво опозиција, након нечите да срушите власта. Тоа е задача на граѓанскиот сектор. И треба да го работи. Ние ги гледаме да ги тргнеме канџите на политиката, од тоа што значи слободоумност, комплетна во граѓанскиот сектор, и така треба да биде. И треба да бидеме различни, може некој пат ќе бидеме еднакви во одредена цел. На 17 мај, заедно политички партии, граѓански организации, која заврши проектот и готово. Може некој пат пак ќе биде заедно. Но секој има своја улога во општеството. И согласно тоа, сакам како политичар кој што води опозиција да нотирам и да биде забележен. Не можат сами политичките партии од опозицијата да извојат ова. Не можат и сами граѓанските организации. Не можат и сами високо мотивираните со љубов кон татковината новинари, интелектуалци, универзитетски професори. И сите имат своја различна цел, предпоставувам, сите имат своји начини како да ги постигнат тие своји цели, но на крајот, како што гледате, конечната цел на сите ни е една. Секој на свој начин треба да си ги завршиме работата.